затоа што веќе некој период има критики кон нас младите дека не сме доволно критички настроени кон сите дешавки што се случувале во општество, генерално и кон тоа што битката, секојдневната дневна политика што се води помеѓу СДСМ и ФМ има огромни обвинувања дека нема да седиме пасивни, дека не реагираме ништо, дека максимално сме незаинтересирани за нашето национално чувство, дека не сме се избориле кога била промената на името, дека не сме се избориле за моменти кога сме требале да бидеме тука присутни, меѓутоа не сме окренале нашиот глас. Баш од таа причина сметав дека тоа пред се не е лагано, единствен начин за да се не е лага нормално, затоа што постојат многу причини зашто не сакаме да се активираме во дадени моменти, затоа што сме научени и знаеме многу повеќе од тоа што некој сака да го представи. Баш поради таа причина настана младинската иницијатива Ние младите, потегнат од неколку млади студенти и активисти кои што имаат искуство во политиката, меѓутоа баш причина за тоа што не навредија, не нападнаа дека ние не го искажуваме нашиот политички став кој е потребен, не го искажуваме нашиот револт, сметав дека е потребно се кренат такви иницијативи, имам веќе неколку низ држава, меѓутоа конкретно говорејќи за Ние младите, веќе година дена започнавме со првите активности каде што сакаме да им покажеме на сите дека ние знаеме што се случува, меѓутоа не реагираме затоа што од двете страни се пропасираат секакви пропаганди, тоа што двете страни знаат да злоупотребат младината за своји цели. Веќе година дена пасиравме во јавност неколку прашалници за кои што сакавме да поставиме општествено сериозни теми кои што се изоставуваат во секојдневните контактни емисии, секојдневните дебати, прашања кои што се од круцијално значење за државата, меѓутоа упорно некој ги заобиколува, дали поради заштита на својот финансиски интерес, дали поради некои други причини, не би сакал да навлегувам се уште. Тоа ќе го направиме во подкастите што доаѓаат, како другите активности што ги планираме во теков на периодов за време на короната. Затоа што првите активности ни беа, како што напоменав, прашалниците, меѓу кои беа прашањата за узурпираноста на државата, за рамноправноста меѓу мажот и жената, рамноправноста на родовата рамноправност во политиката, борбата со урбаната мафија, борбата со загадениот воздух, борбата за заштита на зеленилото. Сите тие прашалници ги поставивме на млади кои што сметавме, кои што дадоа многу солидни и многу издржани ставови. Ставови кои што согласуваат голем дел од граѓаните. Меѓутоа, поради определени елементи, тие млади се или потиснати, или се цензурирани, самоцензурирани во стил и не сакаат да го искажат својот став, ниту пак да направат никаква си акција за да го променат тоа што им пречи. Од многу причини кои што ќе ги наведеме. Ова денес е во ведниот подкаст, каде што образложуваме што е всушност Ние младите. Ние младите представува младинска иницијатива, како што кажав, каде што сите граѓани, сите слободумни граѓани и пред се сите млади кои што се или политички активни, или не се политички активни, кои што имаат став, меѓутоа не сакаат да го искажат поради определени влијанија кои што се врз нив, сакаме да го направиме ова тоа место. Место каде што ќе преземеме активности со кои што ќе влијаеме врз општеството, каде што ќе ги воспоставиме правилно темелите кои што одамна се изместени и не постојат. Веќе ја би рекол како млад човек 30 години веќе некој ја уништува оваа држава, па потребна е веќе нова свежа иницијатива, не да се бори за власт во државата, туку да направи вид на контрола врз политиките што ги спроведуваат владите, а воедно и најголемите политички партии во држава. Идејата на подкастот е да се викнат сите граѓани кои што ќе ги спротивставиме нашите ставови, ќе викнеме млади од секоја сфера, дали од уметноста, дали од образованието, дали музичари, дали правници, економисти, ќе викнеме и луѓе од политиката со кои што ќе ги соочиме нашите ставови со нивните, ќе се обидеме, не ќе се обидеме, туку ќе направиме секаков начин да им ја пробиеме цела таа пиар пропаганда што ја шират, ќе ги правиме сите грешки во системот на кој што мора да се воспостави
радикално, меѓутоа да се превземат долгорочни решенија за да се промени и да се отстрани корупцијата, криминалот и сето тоа што ја разнебитува оваа држава од самиот тема. Кога ги воспоставивме прашалниците со цел да видиме дали сме ние единствени млади или група која што размислува на критички начин или ги има тие ставови, идовме на огромно задоволство за тоа што голем дел од младите размислуваат на ист начин. Голем дел на младите го размислуваат правилниот слободумен начин. Меѓутоа, кога ги прашувавме за определени прашања, никој од нас не рекоа: пријател, знаеш како функционира држава, не сакам да зборам пред камера, може да ми збркаат од работа, може да ми намалат оценка, не би сакала да се мешам, се случува заради пари, се случува заради бизнис. Имаат неверојатно добри артикулирани ставови кога е во прашање непотизмот, кога е во прашање како функционира самиот систем. Значи, ние идовме на ставови од 16 годишни, од 18 годишни, од студенти, луѓе кои што на таа возраст веќе имаат изградено личен интегритет и точно знаат што се случува во општеството и кој се е проблемот во држава. Се дискутираше за олигархијата, се дискутираше за кои се личности конкретно го движат криминалот во држава веќе со години, кои се личности го представуваат проблемот, кои поради нивното незнаење не знаат да спроведат правилни решенија и се сведува на нивниот начин како да го зголемат својот личен профит. Се во јавност се прикажува како одлична пиар стратегија, меѓутоа се позади завесата представува една огромно, би рекол јас, стратегија за собирање на повеќе пари. Во прашалниците не би можел да кажам, меѓутоа сум фасциниран од тоа колку многу млади се спремни да го кажат својот глас, да го кренат својот глас против корупцијата и против се што е расипано оваа држава, меѓутоа не може да најдат платформа, не може да најдат место каде што они нема да бидат злоупотребени. Претходно имало протести против ВМРО ДПМН 11 години, шарни револуции, студентски пленуми, средношколски пленуми, отпори, подоцна имаше, сега кога дојде СДС имаше уште протести каде што постојано се злоупотребуваат за или СДСМ да дојде на власт, или ВМРО да дојде на власт. А не се користат за да можат да се спроведат правилни реформи во општеството. Клиентелизмот, партиското вработување, партизацијата, администрацијата, нефункционалноста, тоа се само од прашањата кои што отворивме, насилството од каде потекнува. Отворивме многу прашања. Голем дел од девојките искажа огромен став и критика кон популистичкиот феминизам кој што се шири низ медиумите. За жал сме узурпирани од сите страни. Се дискутираше зошто според нив зошто сме узурпирана држава, која узурпира државата, зошто сме хибриден режим, претходно сме биле обичен режим, сега сме хибриден режим. Ставовите за Грција, ставовите за Бугарија, за промената на името, за менувањето на кривичниот и на уставниот и на уставот во еден ден, за пуштањето на пратениците како затвореници, за купувањето на пратеничките позиции, за купувањето на работните места, за соработката на двете елити од СДС и ВМРО во подземниот свет. Прашања кои што ќе мора да ги отвориме и во овој подкасти за време на короната да ги спочитуваме мерките, меѓутоа и ќе мора да спроведеме многу критички и многу да ја стимулираме таа конструктивна критика. Значи ова не е навреда према личностите и према политиките, знам дека многу ќе се навредат, поготово тие кои што се длабоко навлезени во корупцијата, меѓутоа ова мислам дека е точка каде што треба да застане секој што е заинтересиран, секој што сака да даде минимална поддршка, секој што сака да се вклучи, секој што му е смачено од оваа политика што да живееме во држава, секој што сака се уште да остане да се бори овде, во оваа држава. Јас како младенец сум ја изгубил желбата да бидам во држава, затоа што мојата амбиција беше убиена пред определен период и не заради финансијата екзистенција, мојата финансиска екзистенција се борам некако да ги осигурам тие финансиски, меѓутоа амбицијата за просперитет, за да можеш да успееш да бидеш еднаков со сите останати, да биде спроведена слободата, да биде спроведена солидарноста, етиката е изгубена, културата е изгубена на комуникација во држава. Тоа се само дел од работите кои што ние сакаме да се избориме преку младинската иницијатива. Ние младите започнавме со прашалниците, тие прашалници ќе продолжат
и надвор од Скопје, ќе ги зголемиме, а воедно ќе го започнеме и овој проект подкаст, каде што воедно ова е самиот воведен подкаст од истиот. Еден од прашањата што ги поставивме како приоритетно прашање прво е за да што држава во последниве 10-20 години веќе голем дел од младите се селуваат и тоа беше прашање кое што не можевме да го избегнеме и сакаме да настојуваме да го решиме тој проблем. Кога ги прашавме младите зошто сметат дека они се одселуваат, многу малку ни кажаа дека заради финансиите и самите малите плати, дека заради тоа што не може да се вработат, тоа е една од причините. Меѓутоа, исто така ги наброја и тука јас стоам за тој став дека пред се некако млади имаме голема конфронтација со повозрасната генерација на луѓе што живеат во држава, затоа што они се научени на еден друг систем, они се научени на еден систем каде што солидарноста не е толку голема, туку се научени на начин каде што да земат повише за себе, да уништат се што е друго, каде што е присутна негативната селекција и понатака кога младите се поготово определен број на млади кои што влегува во вид на авангарда, кои што сакаат да ги воспостават темелите кои што треба да бидат воспоставени, меѓутоа се изместени одамна, наидуваат на конфликт, наидуваат на нелојална конкуренција, наидуваат на места каде кога ќе се вработат, знаеме сите примери каде што ученичка со најголем резултат при вработување ја ставаат на трето место, на четврто место, недобитно, после ги гледаш останатите што влегле, колку имаат помалку подобри од незе, меѓутоа на интервјуто намерно ги кратат бодовите за да не може да влезе. Да речеме доколку најлошите се 11, не се би ставиле 4, а доколку тие што треба да влезат имаат на интервјуто 11, би им даде 25 бода. Тоа е еден пример само за иселувањето, зашто младите ги разочарува, ги потиснува тоа што нема никаква еднаквост, нема никаква солидна правда, каде што општествена правда, каде што они би можеле да се спротистават на тој што е посилен, на тој што е помокен. Ние како држава, ние сме сиромашна држава и ние, ако не се бориме да воспоставиме темели кои што се рационални, кои што за жал се повторуваме ке со овие темели, меѓутоа тоа, ние во држава немаме темели. Ние ги немаме основните работи поставено веќе во држава или се тотално уништени. Ние имаме само декларативна држава, ние немаме држава каде што можеме да кажеме дека тука има правда, ние немаме држава да кажеме дека тука има образование, тука има култура. Ние со короната само видовме дека ние немаме здравствен систем, не дека не функционира, туку не постои, крахира. Независно колку пропаганда се шири, да, не се виновни лекарите, меѓутоа 30 години биле ВМРО СДСМ, независно, и Левица биле во нив и они не направиле ништо посебно. Меѓутоа, или Интегра, не знам кој друг ги набрал. Меѓутоа, ние немаме здравствен систем, ние немаме правен систем, ние немаме општествен систем, а камоли па политички систем за ние да дискутираме што можеме. Ние имаме класичен и обичен бизнис пазар, ништо повеќе. Тоа е делот зашто младите сакаат да се одселат, зашто они ќе влезат во системот. Кога ќе го завршат своето образование, они влегуваат во пазарот на трудот. Можеме некој пред тоа. Меѓутоа, они мора да каскаат, они мора да се служат со некои си улични методи за да напредуваат. Они не можат да го скористат своето знаење како репери, како основа за да можат да сменат нешто. Они своето знаење го користат за да можат да најдат алтернативни начини за како се спроведе правдата. Затоа тука ги користат протестите, бунтовите, графитите, герилките, користат секакви активности за да можат некако да пробијат во системот. Меѓутоа, во голем дел од одлуката за оние самиот влијае од нив самите. Не е за тоа што они не можат да успеат во држава. Не е за тоа што они, туку затоа што упорно на определена позиција се ставаат погрешни луѓе. Дали преку партија, дали преку некоја работа. И упорно се става човек по пат на непотизмот, по пат на хронизам, по пат на таа страшна негативна селекција каде што го напредуваат тој што помалку се вреди, а тоа што го напредува тој што помалку се вреди ги држи сите што се добри доле и тој влече само еден по еден нагоре. Создава еден вид на клиентелизам, кој што најмногу се форсира во партиите, кој што
е навлезен во администрацијата, кој што зависно која партија ќе дојде на власт, они својот механизам на работа, клиентелистички од партијата, го пресликуваат натре во државата, преку јавниот сектор. И подоцна доаѓаат секакви ликови неживеани што стануваат директори, кои што преку ноќ од фирмата на татко му влегол да работи директор, кој што затоа што пренал 6 штанда и подарил 12.000 флаери, така ми е зборот, смета дека направил многу повеќе од тоа од некој студент кој што постигнал резултат од 9.00 на факултети, кој што изучувал премногу, кој што се изградувал и се вложувал себе си. Јас не спорам политичката амбиција да се промени нешто. Јас сум бил еден од тие кои што максимално сум се вложувал себе си да бидам во политиката и во правото барем најдобар колку што можам. Иако сум имал јас свои грешки. И си верувам дека секој младенец го правил исто. Меѓутоа, тоа што најмногу ме иритира е тоа кога што се бориме да се смени нешто, они тоа го сметат како навреда, они тоа го сметат како закан. Они го сметаат баш што е човек што најмногу дискутира, кој што е јадрото од каде што произлегува критиката, они го сметаат тоа како закан. Они го сметаат тоа како некако конструктивна критика за нешто да се подобри. Некако конструктивна критика за они да го променат подобро животот на општеството во кое што живеат, затоа што они не разбираат општествената улога која што имаат, кога ќе дојдат на определена државна позиција. Они тоа веројатно го гледаат само како место каде што може да земат повеќе пари. Дополнително тука не би можел да го наборам, има многу фактори кои што сигурно ќе ги изоставам моментално, меѓутоа еден од големите фактори би го кажал разочарувањето во тоа што системот и луѓето што се на позиција не им дозволуваат на кадрите кои што се продуктивни да воспостават вид на систем, на нов тренд, каде што правилно ќе се резонираат и ќе има солиден вид на дискусија. Се е седа на гола политика, дневна политика, на мачкани очи, како што вели Орце Камчев, дали ова се филм за во бомбите, дали ова се филм за на телевизија или како велат Оливер Спасовски и Јанкуловска во бомбата, да излезам јас прв или ти ќе излезеш, да се договориме да не бидеме контрадикторни еден со друг. Младите се разочаруваат затоа што во држава нема правда. Се разочаруваат затоа што образованието, формалното, не кореспондира со тоа кога ќе излезат од него, поготово со неформалниот дел кој што го среќаваат на улиците. Има за културата да не дискутирам. Музика тотално уништена, значи од музика, театар, тотално е сведено на минимум, се пропагираат работи кои што максимално немаат никаква смисла. Политиката, тоест не е политиката навлезена во сите ствари. Туку корумпираните бизнисмени кои преку политиката напредуваат, го узурпираат системот. Не е партијата идеолошки десница или левица виновна. Туку тие личности увиделе дека без таа партија они не може да дојдат на власт. Ако без таа партија они не може да дојдат на власт, тога системот ќе ги прека нив. За они себе да се заштитат, они влегуваат во политиката. И они тука глумат спротивници, глумат анимозитет меѓу себе, демек они се непријатели, меѓутоа видовме барем во последниот период како 11 години се бориме за правда, а сите тие кои што требаше да бидат затворени од Сашо Мјалков, од Никола Гуревски кој што избегал така случајно па го пара не во вакво, од Иво Котевски, од Никола Тодоров, од Бучковски, од сите тие ликови кои што како наједнаш влегува во соработка со луѓето кои што требаше да го бутнат режимот. Веројатно секој има различен став, сега што го слушала би ве замолил слободно да не се приклучи, не само на Facebook, не само на лайк и на шер, да се сподели е се одлично, меѓутоа ни е потребна вашиот став пред се. Во живо. Вашиот став да бидете присутни, да не дадете подршка, да го слушнете и вашето размислување. Има многу контактни емисии кои се користат за да се зголеми гледаноста на самата телевизија. И они тука го злоупотребуваат, нивна да го злоупотребуваат болката на народ, за да може да ја насочат. Како пропаганда, зависи телевизијата од која политичка страна е водена, за да си кренат гледаност на самата телевизија. Ние младите представува место каде што ќе се бориме директно против пропагандата, против медиумите, против сите тие комерцијални делови, сегменти
кои што се целосно узурпирани, па дури и социјалните мрежи. Се обидеме да најдеме алтернативни решенија, ќе ја збориме вистината гласно, нема да молчиме за ништо. И ние ќе авангардата е таа која што ги воспоставува трендовите. Авангардата не е тренд која што го следи, туку она воспоставува нешто ново. Авангардата е таа која што се бори за правата на жената и против пајакот што ја удри цеканката во Мавровка. А недава дена после тоа, определена политичка партија прави марш за жените. Значи, нема да има позитивна дискриминација, и се бориме против позитивната дискриминација, која што се спроведува во определени делови, каде што преку која напредуваат само ликови по пат на непотизам или сомнителен морал. Кога дискутираме за заштитата за животната средина, тука тешко е да се изостави урбаната мафија која што функционира преку локалната самоуправа, градоначалниците, која што функционира преку алчните богаташи кои сакаат да се збогатат себе си со плацови, со кои на кои што издигаат огромни згради, па ги препредаваат, па даваат под кирија, па... Знаете какви отпредикат тие шеми. Ја не сум многу навлезен, не сум бил во тие, не сакам, благодарам. Да сега се осекам доволно честен за да не навлезам во ништо и затоа смитам дека имам кредибилитет да се борам против таа урбана мафија. Заедно со сите останати млади кои што би изразиле желба за истото да се вклучат и да го прават. Има многу иницијативи. Борбата со животната средина, загадувањето на воздухот, со уништувањето на целото зеленило што го имаме низ држава, не само низ Скопје, потекнува од самата вклученост на градоначалниците кои што декларативно постојано дискутираат дека они се против урбаната мафија. Ете како пример може да се наведе и случајот кај мајчин дом во Ајродром со Затко Марин, каде што тогашниот градоначалник требаше да се бори против Ивица Коневски, баш тоа беше тема на дискусија каде зеленилото и животната средина беше главен приоритет. Како падна всушност Ивица Коневски? Но по самото доаѓање на власт на Затко Марин ние увидовме дека не само што се дигне на мајчин дом, туку цел Ајродром се затвори. Буквално. Кога отидов се тие пари, можам само да шпекулирам кога се направија тие малверзации. Нормално, тоа на бела на хартија се легитимно, се не може никој да одговара. Меѓутоа самиот принцип, самиот морал чек кој што си го земал ти дека сакаш да се бори со урбаната мафија, после си влегол со истата таа во игра, доволно дискутира за тоа колку нема желба за борба против урбаната мафија и заштитата на животната средина. Сето тоа се користи декларативно само за собирање на политички поени. Веројатно сега и ВМРО ќе го користи сото на следните избори. И постојано се вртиме на круг истите ликови што и најасе години сме ги бутали, сега се обидуваат наједнаш да се реформираат, као демек они не се согласувале со режимот на Груевски, како Александар Николовски, нели, ама наједнаш он е новото ВМРО. Не. Значи, точно знаеме кои луѓе се движат во партиите, точно се знаеме и у себе. Во партиите, поготово во врвот, нема еден лик кој што е соодветно со соодветен интелектуален капацитет да спроведе, а уште помалку рационално или етички, морално да се бори против тоа што се нарекува корупција и воспоставување на општествена правда. Урбаната мафија, зеленилото, имавме пример каде што во Водно, кога нели тогаш Хочен Гушев сакаше да го руши, ако му го сгрешив името, се извинувам, не прилика знаете, па еден колега со тогашната иницијатива, мислам, спаси го Водно, нешто така, Кирил Мицковски застана пред багерот и багерот вика, гази го. Значи, за урбаната мафија можеме да дискутираме милион пати. Еве, например, кога беа декември, кога беа закажани првите пред година дена избори во парламентарните избори, а после беа пролонгирани заради короната, во Кисела вода, во Расадник, ако не се лажам, се спрогласи, се изјави дека ќе се изградат многу 100 згради. Паралелно од Кисела вода се префрли во Ајродром, Затко Марин ќе градел 50 згради. Са не знам колку тоа е точно, меѓутоа за во Расадник и Кисела вода знам дека е вистина таа информација. Тука ВМРО нешто као демек они загрижени скокаат во заштита за зеленилото, а идат на протести со Мерцедеси, со Ферари, со што немале пари доволно. А да биле толку
толку да сакале ќе функционирале како вистинското ВМРО што функционирало, не на позади белиот замок. Урбаната мафија е тешка тема за дискусија, затоа што тука се навлегува со многу мрачни води и дури мене ми е страх на секој дискутирам, меѓутоа морам, тоа е тоа, затоа што кога не спе никој мокник за тебе кој што со финансии или желба да искаже за да можеш ти да се бориш понатака, ќе бидеш прегазен. Тоа е во жал живееме во општество каде што парите го движат истото. Многу малку има желба за вистинска промена, за желба за се спроведе вистинска правда, за да има нормален живот. Они не разбираат дека ако помогнат на сите, дека тоа е добро за нив. Они гледаат што е можно да се нафатираат колку што е можно во побрз период, да се заминат и после понатака со парите купуваат други луѓе кои што работат за нив и само прават им вид на дрво кое што расцутува и со гранките се само си ги шират своите контакти. Знаеме многу личности кои што олигарси, поготово кои што контролираат огромен дел од бизнисите во држава. Ете вчера имавме еден пример каде што беше купен определен плац за 18 милиони евра, ако не се лажам. Урбаната мафија. Секој што го слушало може да каже минимален пример како се случува таа урбана мафија во соработка со градоначалниците. Во соработка со ова е обвинување тешко, меѓутоа ако лажам слободно нека пишат кој е тој што смета дека не сум во право. Слободно го повикувам истиот тој на дебата, слободно со ќе ги викнеме сите засегнати страни. Урбаната мафија. Преголема тема за да може да се дискутира во 5 теми. Тоа ќе биде исто така една тематиките што ќе ги дискутираме во подкастиве, заедно со образованието, заедно со иселувањето на младите, заедно со правдата, со економиката, со секојдневната политика, со секојдневните пропаганди. Меѓутоа, ако не го направиме ние сега, постојано ќе одложуваме да дојде нека друга генерација која што ќе се бори за истото. Да не бидеме ние тие генерации кои што ќе велиме ќе бидат подобри времињата. Во држава секој што е наведнал главата, бива исечен. Секој. Во држава, за да можеме да се избориме за подобро утро, мора да се бориме. Протестите гледам дека повеќе се тотално изрелативизирани, тоа што од време на ВМРО ДПМН се правеа контрапротести на протестите. Протестите ги сметат како нешто ирелевантно, не разбираат дека тој што се кренал на протест нешто го боли, не сака нешто да промени. Меѓутоа политичарите наоѓаат определен систем каде што се обидуваат да го повикаат одговорниот на протестот, прават определена бизнис договор со него и после протестот тек на време се ублажува. Една од причините за тоа што за определен протест е потребна и добра содржина, треба да има доволно материјал за да може да се излезе на протест, треба се болката на народ за да може да се прикаже. Со самиот факт што ВМРО ДПМН не можеше да извади народ на улица затоа што они избегаат тотално од својата идеологија. Они кога требаше да излезат во борбата за името, они сакаат да бидат клиентелистите на чадорот и премолчија и они излегоа како еден вид на соработници во промената со името. И затоа народ повеќе не гледа во нив опција за да се победи. И многу од нив отидоа да гласаат за левица, веројатно и голем дел од станатите неутрални младинци гласаа за левица. Затоа што ВМРО тотално се изгуби во својата политика. И не знам, јас не знам кај тера, не знам. Збориме за сериозна политичка партија која што има огромно минато за себе, меѓутоа веројатно чекаат, Мицковски ги чека на ребите од Никола Груевски за да се врати на конј, како што беше случајот со Јохан Тарчуловски. Друга страна се борат против Сашо Мјалков, па тука им влегува во систем Пандов, бизнисмени, како Орце Камче кој што им помага финансиски веројатно. Од друга страна имаш битка помеѓу Зоран Заев и председателот Црвенковски, премиерот Зоран Заев и председателот, поранешниот председател Црвенковски. Значи, држава тотално отида во хаос. Урбаната мафија цветала и сега моментално се отворени толку картите што секој што сака се прави што сака.
секој што сака, буквално прави тоа што него му е кеф. Зошто? Тоа што има моќ, има пари, го контролира хибридниот режим, го контролира дел од граѓанскиот сектор. Сите тие земаат определена сума на пари од определени делови, од определени други организации, да не ги набројувам, фактори во држава, од други чадори, кои што за да си го одбранат својот профит на паѓа. Зборам за невладините, кои што за да си го одбранат својот профит буквално влегуваат во тотално нерационални и ирелевантни дебати на релативизација. Како што беше со Рачинови тие 500.000 евра, 500 милиони евра, не знам колку беше точно, 500.000 евра, пола милион евра беа исплатени. Туку така, на државно ниво, како што беше релативизацијата од страна на голем дел од невладиниот сектор за тоа дека говорот на Зоран Заев не представува подчинување на самиот македонски народ, за кој што и тоа го направи со тој и Никола Димитров поготово. Го направи во договорот од Преспа, каде што го подчинија македонскиот народ под војата на друга држава и затоа треба правно да се одговара. Меѓутоа веројатно со помош на узурпацијата на судскиот систем нема ништо да се промени. Нив ги интересира само да се го заштитат бизнисот, да го зголемат профитот. Зошто народот не искача на избори да се избори против тоа? Затоа што не гледа решение. Затоа што политичките партии место да речат имам емпатија кон луѓето, имам сочувство кон луѓето. Зошто тие луѓе не отидам јас да им помогнам за они сами да можат утре да успеат во животот да просперираат. Не секој на роден имал иста ситуација во животот да расте и да поминува исти препреки. Има различни социјални случаи кои што немаат еднаквите можности како со него. Секој дете нема компјутер дома. Секој социјален случај нема информации како да му се помогне. Народот не ги знае своите права. Пред некој ден видов активност каде што младите се декларативно го честитат меѓународниот ден за човекови права. Па да видиме дали народот го знае, своите човекови права. Дали народ ги знае? И ако ги знае, се прекршени, дали знае како да постапи. Според извештаите ние се сметаме за држава каде што не владее правото, држава која што е узурпирана и која што е хибриден режим. Сега, малце иронично кога една влада што го потиснува владењето на правото дискутира дека се спроведувало воведување на право и во времето на ВМРО и во времето на СДСМ, кога истите тие го потиснувале правото, не може да дискутираат дека правото имало владење на правото. Од друга страна, кога збориме за узурпираноста, голем дел од граѓаните веруваат државата е узурпирана од СДСМ. Државата е узурпирана од ВМРО. Не, државата не е узурпирана ни од ВМРО, ни од СДСМ. Државата не е узурпирана ни од една друга држава. Другите држави се гледаат да можат да го имаат најдобриот бенефит и однос за својата држава. Другите држави немаат право да се мешаат во суверенитетот на друга држава. Хибриден режим. Хибриден режим представува режим кој што бил нормален во времето на Груевски 11 години, меѓутоа, освен што во времето на Груевски били узурпирани медиумите, судскиот систем, законодавниот дом, се останато, извршната власт нормално, така сега е продолжено, меѓутоа е еволуирано напреднато со тоа што е узурпиран и граѓанскиот сектор. И затоа се создаде вид на хибриден режим, каде што не политичките партии, туку елитите, кои што, корумпираните елити, кои што се на врвовите, не зборам само за Мицковски или за Заев, зборам и за луѓето околу нив, за Радмила, за Шилегов, за Петре, за Милошовски, за Ѓорчев, за Николовски, за сите тие ликови кои што се со години во политикава, меѓутоа они со години направиле никаква промена, чекале да дојдат на власт за да кажат што требало да се промени. Не, промените се случуваат и во времето на опозиција. Ти како опозиција, ако сакаш да спроведеш определена реформа, бори се со се што е можно за да се спроведе реформата. Меѓутоа они постојано играат на политички поени.
узурпираноста на државата е узурпирана од политичките партии СДСМ и ВМРО. Режимот што бил 11 години на ВМРО, кој што го имало узурпирано цел судски систем, видовме како се местат судијки со преку телефонски разговори, како се е средено, бебо, мебо, како беа тие разговори. Меѓутоа видовме и разговори како од другата страна се падат информациите за бомбите, за да не може да бидат земени како предмет, за да може да пропадне предметот пред се, за да не може да бидат земени како доказ, зашто предметот би пропаднал против вицето, едно за вицето, едно за црквата, за бомбите што излегоа. Тоа е тој узурпиран систем. Тоа е тој узурпиран систем што го дискутираат систем. Значи не е узурпирана државата од некој странски фактор. Државата е узурпирана од внатре. Странскиот фактор само сака да ви укаже дека вие сте елитите што го создаваат проблемот. Не е народот проблемот, туку сте вие неколку екипи во политичката елита, што седи во СДСМ, што има узурпирано СДСМ, што има узурпирано ВМРО и која што се бори само да се го зголеми профитот. Они во јавност се караат, меѓутоа они седнуваат и ги договараат своите бизниси. Сите може да дискутираме кои се тие бизниси за кои што они си ги делат, си ги помагаат, играат на тигодајните. Узурпираноста во државата е узурпираноста во судскиот систем, узурпираноста со тоа што хибриден режим во време на ВМРО ДПМН по пат на тој преседан што го направи Никола Груевски со амнестијата на Хашките трибунали, каде што осудени затворници пушти на слобода. Истото се случи со промената на името. Во нефункционална администрација наследена од ВМРО ДПМН, па веројатно и претходно, каде што се дискутира дека администрацијата не постои, поради и самата бирократија, се увидовме дека администрацијата максимално функционира кога најголемиот лик во држава сака во еден ден да го промени уставот, кривичниот законник и да извади пратеници, да куби пратеници и со тоа да го спроведе својата волја. Тоа е преседан и после такви преседани обично голем дел од функционерите си даваат оставка и се повлекуваат од политика. Исто требаше да го направи Груевски со амнестијата на Хашките трибунали, ако толку стои за таа улога, исто требаше да го направи Зоран Заев со промената на уставот, кривичниот закон, затоа што во тој момент видовме дека администрацијата и бирократијата функционираат само за махниците, за обичен граѓани тие не постојат затоа што тие не се заинтересирани, затоа што се функционираат по пат на клиентелизам, по пат на постојано климање на глава и мочење, премочување на вистината. Суверенитетот го представува највисокото тело преку кое што се изразува волјата на народот. Тоа се случува преку непосредни избори во држава, меѓутоа политичките партии го имаат узурпирано тој систем. Со тоа што независно колку и да народот или едниот или другиот го имаат нешто против нив, они имаат фиксни гласачи околу 100.000, 200.000 народ, кој што ќе излезе секако ќе гласа за нив. И во тој модел со 6 изборни единици нема теоретска шанса некоја си помала партија, секоја ќе се случи тоа чудо да опадне ВМРО со влијание па да успее да пробие левица во тој дел. Меѓутоа понатака ќе си продолжи делот на монопол кој што си го држат партиите СДСМ и ВМРО со овој изборен систем, се додека не се спроведе една изборна единица, се додека доколку политичките партии представуваат место каде кој што народот го изразува својот суверенитет, највисокото тело во државата, тогаш треба да се пронајде начин како тие политики што ги ветуваат партиите бидат спроведени, а да не бидат изманипулирани граѓаните. Граѓаните се најдени во еден вид на ќорсокак, затоа што они не може да сменат ништо. Буквално секој систем, изборниот систем, политичкиот систем е узурпиран од двете политички партии кои што си ги држат монопол, се повторувам повеќе, и хибриден режим ВМРО, СДСМ, политички елити. Што да се дискутира повеќе? СЈО која што требаше да биде символ на правдата беше искористена со цел да се покаже сила врз мокниците дека има нов шериф во градот. Меѓутоа видовме како заврши со домашни притвори, со
тоа што катица не била доволно капацитет човек за да го смисли сето тоа. Вилма Русковски било непријатно да ги зима телефоните на тие ликови што биле обвинети, што веројатно се работи за многу мокни личности. Ако личностите кои што се јавни обвинители, кои што треба да бидат први што се борат против неправдата, се истите тие кои што ги бранат политичките елити, што би можел обичниот народ да направи освен да се дискутира гласно. Ние немаме никакви ресурси, се што можеме да направиме е да се движиме по патот на определени групации, да речеме Белата роза, што се случува во Германија, каде давале интелектуален отпор врз се што се случува околу нас, врз нив од тогашниот фашизам. Но тоа со тоа што ние како млади можеме само да понудиме баш тоа, интелектуален отпор. Со тоа што ние нема да се бориме против некого физички, за тоа што тоа не е возможно и нема да постигне ефект, меѓутоа можеме да го кажеме нашиот глас гласно. Секој од нас вреди, секој од нас да го каже тоа што го размислува, без цензура, без влијание од други, да го каже отворено, кога би увидел дека он не е сам во тоа размислување. Би увидел дека има многу луѓе кои што размислуваат така него, меѓутоа нема каде платформа за да го направат, да го искажат својот став. Баш таква платформа ќе бидат овие подкастови, овие прашалници, па и идните активности со кои што ќе се обидеме да ги наместиме темелите на државата како што бидат и да се избориме против цела неправда што се спроведе. Негативната селекција, непотизмот и кронизмот. Кажав претходно некои делчиња, меѓутоа сега ќе се обидам да го образложам. Овие 4 работи се едни од најкруцијалните елементи што се провираат низ општеството и упорно се стимулираат. Меѓутоа најголем стимул за истите се неизбежно е тие се главен елемент политичките партии. Политичките партии се единствени партии кои што се единствени места каде што максимално го стимулираат клиентелизмот, каде што најмногу пропагираат, знаете во партиите дека нема потреба ти завршиш куз некаква школа или беше куз некаков успешен студент или да научиш нешто од школата, тоа е потребно само да отидеш да делиш флаери, да го слушаш надредениот, да вариш кафиња. Има ликови што велат дека 20 години поминале во партија и кога го прашуваш што се направи 20 години во партија, молчи, зашто веројатно се што има да направи само да направи некои релевантни партиски позиции, кои што немаат никаква општествена тежина. И колку пати го сварил кафето на тој што му бил шеф на штаб. Жалосно е тоа што во образованието не нуди резултат со тоа што би нудело, со тоа што би создавало кадри кои што се со изграден интегритет по завршувањето на целосното формално образование, зборам и со дипломски и постдипломски студии, кои што независно прво образованието не го постигнува тој ефект, а дополнително клиентелизмот и сите останати фактори дополнително само им оди во прилог разурното образование, затоа што кога образованието е било функционално, клиентелизмот и целосниот систем е било опоравено уште од старт. И многу полесно би се бореле со тек, меѓутоа некој системски го уништува образованието и затоа клиентелизмот и сите останати алтернативни начини, алтернативни појави се доминантни. Кога знаеш дека во партија ќе те вработат на некоја си административно место, се што треба да правиш е само да го слушаш надредениот, да се пикнеш у некоја си приоритетна листа, да имаш некој родител во некоја си место, да имаш човек за да се вработиш, а не да бидеш согласно својот труд и знаење и способности квалификуван, таа нелојална конкуренција која што е истакната во преку кронизмот и непотизмот. Дополнително тука и негативната селекција која што упорно спорував ја објаснувам, која што е застапена и во ВМРО и во СДСМ, која што е застапена во секој можен аспект каде што се спроведува и клиентелизам. Клиентелизмот, лошата администрација функционира затоа што клиентелизмот
во партиите се пресликува во тие администрации. Определен човек ќе стане директор, да речеме, ќе после се ги зима своите ликови ги вработува во таа институција или ако е, не знам, министер во тоа министерство, ако е своите луѓе, своите делови од тие ограноци што си ги имам, гранките што ги има пуштено, си ги вработува на тој сектор, тој дел. И кога тие институции треба бидат од корист кон граѓанинот, тие се тотално незаинтересирани или неспособни да постапат како што е потребно. Затоа што нив не ги интересира, не само ги интересира да земаат плата на први, додат на партиски прослави и наредби да следат согласно што ќе им каже тој што ги вработил, зашто знаат дека не се вработиле сами, туку ги вработил некој после партијата само им ги уценува начин, да ги знаеш кој те вработи, ќе доеш на тој митинг, ќе отидеш на тоа место ќе се појавиш, ако не се појавиш, може знаеш како се вработи, можеш така и да излезеш. Постојано цела администрација ставена под страф, под стресови, под притисок, под мобинг, кај да се пријави, нема што да пријави, зашто цел можен систем е опфатен со ист политичар, со истата политика. Не зборам само СДСМ и ВМРО. СДСМ и ВМРО се караат декларативно во јавност само, меѓутоа они внатрешност се функционираат, се помагаат со привработување. Едниот шериф, локален шериф од ВМРО ќе му помогне на другиот локален шериф, на тој од СДС, па ќе се споделат некои тендери лево десно. Значи се гледа за класична корупција, колку пари влегува во држава, кога влегувавме во НАТО, кај се тие пари кои што требаше да влезат? Не ќе доеше нешто подобро со тоа што влегуваме. Значи ниту Европска унија, ниту НАТО нема да ни го подобри нас животот. Тоа е само илузија која што нас ни вели за дека ако влеземе некаде, дека тоа ако ние сами како држава не си ја правиме однатре, никој не може да очекуваш ти дека Германија ќе дојде и од таму со некој надворешен човек ќе ти каже тебе што треба да направиш. Он ти каже што треба да промениш. Ако ти тоа не го промениш, ти како држава не си доволно не ги исполнуваш сите услови за да можеш да влезеш таму. Не си доволно солиден, ниту си доволно стабилен како држава за ти да можеш да членуваш во некаква си организација. Меѓутоа согласно пазарите што ги прави Зоран Заев, очигледно се многу продуктивни, што до некој начин, до некаде не ги осудувам толку многу затоа што тоа е он веројатно и некој и за да се стигне до таква ситуација тој да биде или па Груевски да биде на таа ситуација, тоа се веќе определен вид на чекори, затоа што во јавноста се вели дека Заев го сменил името. Во јавноста се вели дека Груевски преговара. Не. СДСМ го донесе Зоран Заев на власт. Зоран Заев не бил независен кандидат. ВМРО го донел. Во надворешен дел, кога излезеш, они не ја представуваат ВМРО и СДСМ, они ја представуваат Македонија. Во 2011 на преговори до Груевски, оно докако Македонија. Согласно тие договори тогаш се имаат како во предвид и се преговара за истите тие после во преговорите на Заев. Со тоа што веројатно кај Заев се ветува малце повеќе. Нормално, за определен пазар. За они сите тоа да може да стигнат на таа позиција, им е потребен тој клиентелизам, затоа што тие политики што они ги спроведуваат се тотално небулозни. Они да оправеат цела држава, можеби народот и немаше да се крижи толку многу, колку што немаше да се храни национализмот толку многу со името, со промената на името, ако сите тие советници, директори, градоначалници, министри, ево сега и како што беше Кирацовски, како што е сега, што се исповработи цела фамилија, како што беше Коста Костадинов, кој што се исповработи цела фамилија, кој што се сите останати ликови кои што се влезени во таа некој вид на корупција и тој неморален чин. До ден денес уште се зборува за патните трошоци, до ден денес уште се зборува, се говори за тоа колку патни трошоци има. Значи, ако има патни трошоци, кини ги тие патни трошоци. Нема потреба, инака зимаат голема плата пратениците, може да си дозволат да ги зимаат тие патни трошоци. Ако има некој, ако сакал некој пратеници, инака пратениците се купуваат својата позиција внатре во партиите, што тие кадри сигурно никогаш некој нормален свет не би станале пратеници, ниту некој би ги кандидирал. Тие се таму ставени затоа што се имаат купено позицијата и затоа и можете да бидат откупени, како што се дешава моментално.
целосно отворен пазар, бизнис на големо. Да понесе реформа нивната плата да се стави на минимална, тоа би било феноменална реформа. Сите тие останат да биде минималец, односно пратеничката плата да биде сведена на минималец, сите останати пари да отидат таму каде што се најпотребни. Не знам, во образование, во сите плати на министрите, не за време на корона, туку целосно, сите да земаат минимална плата, со што барем толку не би представувало толку безобразно. Не би било безобразно од една страна дека нешто се дешава, всушност они најмногу пари земаат, дали преку патни трошици, дали во ВМРС сам. Се дека после дупката што они не сакаат да затворат, можат само да бидат исмевани поради лошите PR стратегии за кои се зацкриваат, поради Коста Петров и другите лоши, они се многу искусни PR стратези во државата. Кој што беа 10 прашања на и сите останати небулози, поготово видеото на Мила Царовска и Манчевски со топката која си го дава. Тоа беше феноменален PR потек. Тој му го реши многу, реши се во држава. Меѓутоа, за да стигнат до таму, потребно е некој да ги гласа, потребно некој во партијава да ги бутка. Тоа е тој клиентелизам. Ако они биле соочени со некој што е далеко на ниво подобар од нив или што би ми ја кажал вистината дека не знаат как тераат. И ВМРО СДСМ внатре, веројатно не би биле на таа позиција, ќе биле променети за кратко време. Они мора со својот низок интелектуален капацитет да бидат подкрепени со некои други личности. Истото се дешава и со ВМРО. Они очигледно дека немаат никаква идеја и известно нема никаква идеја се функционира врз основа на PR служба која што ја прашуваат што треба да се направи. Дојдени се само на велико да земат пари и ништо повеќе, се отворат фирми и колку што може да се повлечат. На крајот после вако ќе се спазарат, никој нема да одговара, никој нема ништо да се деси, секој се стави под тепих. Ќе се случува лов на вештерки, меѓутоа не го обвинувам Зоран Заев за неговите политики, ги обвинувам максимално сите околу него затоа што сите знаат каков е капацитетот на Зоран Заев. Сите советници, сите тие што му од кај негови митинг, сите што му се у кабинет, почнувајќи од Круме, Љупчо, дури и ново дете што е, се тотално антиполитични ликови кои што не има местото таму, меѓутоа они се знаат. Веројатно истото се случуваше и со Никола Груевски, се случуваше и се случува моментално со Христијан Мицковски, кои што ги тргаат квалитетните кадри и ги ставаат на маргините. Тие исти квалитетни кадри ги излезат од државата, што се маргинализирани, затоа што им е велено девек веројатно премногу си млад, не знаеш како функционираат работите, а важно што знаат како функционираат работите, затоа се бунтуваат и деца. Лошото е тоа што клиентелизмот после од образованието продолжува понатака, само се врти во круг, нема ништо што сака да го промени, ниту Царовска знае нешто со... Тоест Царовска и кралица за PR, она нема никаква политика за себе, она има само политика како да се однесува, англиска кралица. Веројатно се што е актуелно она ќе го спроведе. Што нели како министер за труд и социјала умилен филм е Џокерот. Ако го разбрам на Џокерот ќе беше маца, ќе бевме на ниво подобро.